Го проследивте информативниот блок на телевизија Нова, а сега е време за поведри теми кои сигурно сум дека ќе го задржат вашето внимание. Добредојдовте во Нова Биз, еве што ви сервираме во следните 15 на минути. Ова најново издание го отвараме со најсвежите информации од домашен терен, а што се случува и што е најново од македонската сцена, ќе зборувам со мојот соговорник Димитар Андоновски, кој ќе ни открие нешто повеќе за неговата соработка со Тајфата. Диме, добре дојде во Нова Биз. Здраво, здраво. Драго ми е што те гледам и драго ми е што од прва рака ќе дознаеме за новитетите во однос на твојата кариера. Има негде од прилика месец дена како се случи соработката со Тајфата и многумина се прашуваат од каде Диме, од една сосема друга варијанта во однос на музиката, друга насока, сега се одлучи за една ваква соработка. Точно, како што кажа, пред месец дена имавме првата официјална промоција на нашата нова песна и видео, со кој што и го назначивме го најавивме, односно почетокот на вашата соработка. Новиот проект како Тајфата и Димитар. Значи, пред да кажам нешто за песната, мора да напоменам дека ние веќе претходно и функциониравме заедно, понокни настапи така натаму, веќе 7 месеци. Меѓутоа, чекавме, имаше забрани за музика и така натаму, па чекавме најдобар период за да се случи токму ова промоција, како што кажа пред месец дена, 7 дена, 7 ноќи, првата песна. 7 месеци претходно, да, се на 7, се на 7 некако се дефинитивно среќен број што се однесува до вашава соработка. Чија беше идејата да направите или да започнете еден проект? Не е само 7 дена, 7 ноќи, значи ова е само една најава. Да. Спремате нешто сосема ново, нешто поразлично, измешани стилови, значи кога ќе се спомене Тајфата, самиот наслов кажува дека се во еден друг правец кој што е интересен и направивте една интересна спојка со оваа песна. Дали таков ќе биде целиот проект? Да, точно. Ќе внесуваш ти нешто од твоето, од поп музиката, а ти е од етно. Да, точно. Значи, тоа беше и првичната идеја. Значи, кога ме побараа дечките, некако тоа беше и првата идеја кој што требаше да ја поставиме како некаква цел музичка, што мене искрено ми остави еден интересен печаток. Навистина сакав да пробам нешто ново, нешто што до сега можеби публиката не била навикната да ме гледа на поинака. Да, но се повеќе во последно време твоите колеги преферираат етно стил и одлично се покажа кај публиката. Очигледно дека тоа е нешто што е наше, што валјда е некоја нова насока кој што си сака да ја конзумира публиката. И баш заради тоа јас секогаш викам, музичарите треба да бидеме во служба на народот и да го забавуваме народот. И дали подобро реагираат на оваа песна? Еве, после месец дена можеш слободно да кажеш веќе какви се импресиите, впечатоците од твојата публика. Дали се задоволни или се уште не се навикнати на Диме во една ваква варијанта? Па не, јас искрено ти кажам дека многу позитивно ме прифатија луѓето и многу ми е мило за тоа што навистина имаше некоја доза на страв како ќе биде сето тоа, меѓутоа сега гледам дека навистина го сакаат луѓето ова и едноставно ми е мило што, знаеш, првата песна со спот е добро прифатена, гледам и на YouTube веќе добро котира со гледаност за еден месец има над 50.000. Дали се одлучи можеби на еден ваков чекор со оглед на тоа, спомена дека известно време сте работеле, сте настапувале заедно, од начин на финанси, екзистенција и така натаму, бидејќи кога станува збор за овој друг правец, многу подобро екзистираат колегите. Па точно, мора да признам дека е така, затоа што за жал нашата музичка индустрија, нашиот музички пазар е за жал многу мал. Значи ние сме мала земја и навистина влогот е преголем, а она што фидбекот кој што треба го добиеме како секоја, да речам, јавна личност, музичка или звезда музичка, нели, секој според своите можности. За жал не го добиваме вистинскиот фидбек, па можеби на повеќе и заради финансиски аспект гледаме да некако да може да се задржите. Па да, знаеш како, јас цел живот сум посветил многу време на музиката, јас сум музичар и единствено што најдобро знам да го правам е музиката и мора на некој начин и да живеам од неа, нели? Сум вложувал многу во мојот живот. Така да мислам дека еден ден треба нормално да ми биде повратна. Така, 14 години како веќе
публиката те знае како музицираш. Дали можеш да се навратиш на сите овие години наназад и да кажеш дека имаш некоја песна која што воопшто сега од овој аспект не би ја снимил, или се треба да биде во свое време? Вака, значи на почетокот можеби сум имал некои грешки музички, нормално, меѓутоа немало тогаш кој да ме подучи, немало кој да ми каже чекај малце, не се така работи. Но многу ми е мило што за многу кратко време вистински луѓе дојдоа во мојот живот. Значи вистински луѓе кои што ми подадоа рака, вистински композитори. Тука мора да си ги поздравам Лазар и Магдалена кои што Да вие сте еден тим. Па да, навистина изградија еден музички лик од мене, онака како што и јас замислував. И мислам дека и сега кога сум дел од проектот на Тајфата и повторно работат со нас и навистина направивме еден одличен концепт музички за она што го зацртавме и така, значи навистина и долго време помина од почетокот. Така, но созреваш и музички, како... Па да, мислам дека и нормално е тоа. Така, апсолутно. Бидејќи се ближи Пивофест, фестивалот во Прилеп, ти имаш една таква комбинација битолско-прилепска, настапувате на овој фестивал третата вечер, ако не се лажам. Третата вечер, во недела, заедно со Тајфата, сме на, мислам дека 16 е датумот, во недела. Што се однесува до останатите фестивали, нема да бидеш присутен? Па, фестивали ова, може би на отворени сцени во Македонија единствен е Пивофест, каде што е поголемо место каде што ќе настапиме, навистина ни е драго. Ќе видиме малци во можеби проширен состав, бидејќи сега сме 4 членови во бендот, мора да ги поздравам Александар, Владимир и Живко Чирта и јас нормално како дел од нив. Дали ќе имате некој целосен албум кој што ќе излезе од Тајфата? Да, дефинитивно. Кога се планира веќе и се снимаат останатите песни, како што кажав, 7 дена, 7 ноќи беше само почеток. Веќе е снимана и втората песна, се вика Остани, за неа снимаме видео следнава недела, веќе договоривме и датум. Се работи на другите демоа, веќе имаме песни кои што се селектирани, кои што треба да влеземе во студио да ги отснимиме. Мислам дека некаде, викам, до крај на годинава, може би... Ке треба да се заврши. Да, сепак е музика, е креативна работа и мало одложување, може би, ќе имам, меѓутоа сепак тука ќе биде периодот. Така, треба да се служат сите куцки за да излезе тоа како треба на крај. Што се однесува до соло пеењето и ти како солист, работиш на тоа или си сега фокусиран на Тајфа? Па во последно Тајфа? време некако му дадов приоритет на ова што моментално го зборувам, нели, Тајфат и Димитар, бидејќи навистина се пронајдов многу и мислам дека нема потреба сега и сам да ги насочувам енергиите на две места. Подобро е да се сконцентрираме на еден проект, да го изработиме максимално. Да не биде на повеќе фронтови, па после... Да, сега сум на стендбај, мислам дека супер функционираме со дечките и не размислам. Имате настапи, тоа е најважно. Така, јас се надам дека одлично ќе помине и вториот спот и секако целиот албум како проект. Интересна комбинација, до тогаш ќе оставиме гледачите и слушателите да уживаат во 7 дена, 7 ноќи. Јас ти благодарам што беше дел од Нова Бис, па се гледаме некоја следна прилика. Ти благодарам и мене, ги поздравам сите гледачи ваши. Беше чест.